Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во јануари 2026 година во однос на декември 2025 изнесува минус 0,7%, објави Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, индексот на трошоците на живот во јануари оваа година во споредба со истиот месец минатата бележи зголемување од 3,2%, што укажува на умерен годишен раст на цените. Цените на мало во јануари годинава во однос на декември 2025 се намалиле за 2,7%, додека во однос на јануари 2025 се зголемени за 1,2%. Намалувањето на инфлацијата на месечно ниво е резултат пред се на пониските трошоци во повеќе категории. Најголем пат е забележан во групата транспорт, каде што трошоците се намалиле за 9,3%. Намалување има и кај информации и комуникации за 1,6%, рекреација, спорт и култура за 1,5%, облека и обувки за 1,2%, како и лична нега, социјална заштита и разновидни стоки и услуги за 0,5%. Овие податоци укажуваат на краткорочно намалување на ценовниот притисок на месечно ниво, но и на задржан годишен раст на трошоците на живот. Министерката за образование и наука Весна Јаневска соопшти дека јавната дебата за Законот за високо образование се уште не е завршена и дека Министерството очекува официјални забелешки од универзитетите во земјава. Министерството за образование и наука денеска започнува со посети на универзитетите како дел од јавната расправа, при што представници од МОН ќе остварат средби со професорите кои сакаат да учествуваат и дискутираат за спорните членови од законот. Јаневска истакна дека се примаат забелешки преку електронската пошта и ЕНЕР, но се очекуваат и интегрирани официјални забелешки од универзитетите. Се што ќе се оцени како разумно ќе биде прифатено, додека точките што можат да предизвикаат проблем ќе бидат дополнително дискутирани. Таа посочи дека државата веќе нема време за просечни и подпросечни резултати во рамки на образовниот процес. Новите законски решенија за високото образование предвидуваат воведување на нов начин на финансирање на високообразовните установи, заекнување на критериумите за напредување во академските звања, реорганизација на Агенцијата за квалитет во високото образование и промени во студиските програми, со цел унапредување на квалитетот и конкурентноста на високото образование во земјава. Јужниот дел на Италија е погоден од уште еден средоземен циклон што предизвика поплави и лизгање на земјиштето. Поради бурата Оријана во Калабрија, Сицилија и Сардинија наредена евакуација на населението. Италијанската противпожарна служба соопшти дека за 72 часа добиле 2000 повици за помош. Оријана ја погоди Италија откако го погоди Иберискиот полуостров. Тоа е втора бура што ја погоди Јужна Италија по циклонот Хари кон крајот на јануари. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп најави дека земјите членки на новоформираниот одбор за мир на првиот состанок в четврток ќе издвојат повеќе од $5 милиарди помош за обнова на појасот Газа. Трамп на својата социјална мрежа Truth Social објави дека земјите членки ветиле дека ќе испратат илјадници сили за стабилизација одобрени од Обединетите нации и локалната полиција во палестинската енклава. Тој наведе дека првиот формален состанок на групата ќе се одржи во Институтот за мир Доналд Трамп, кој Стејт департментот неудамна го преименува по председателот. Се очекува да присуствуваат делегации од повеќе од 20 земји, како и шефови на држави. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места во западните делови од снег. Ќе дува слаб до умерен северозападен, а на места во западните делови и повремено засилен западен ветер. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Кон крајот на денот ќе има повремен дожд, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре кон крајот на денот во текот на ноќта има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините и на повисоките места ќе бидат од снег. На планините ќе се зголеми висината на снежната покривка. Нова се очекува да се формира во некои од повисоките места. Во вторник и среда ќе дува засилен северен ветер.